Директор на јавното претпријатие за државни патишта Ејуп Рустеми беше уапсен денеска, но се уште не се знае точната причина за приведувањето. Информациите говорат за сомневања за корупција. Заедно со него приведени уште 4 лица од државни патишта, но и од приватна фирма. Габриела Лескова ги има последните информации од институциите. Габриела, што знаеме за овој случај? Денеска во полициска акција се приведени поранешниот директор на ЈПДП Ејуп Рустеми заедно со уште тројца други вработени во ова претпријатие, додека тој бил директор на ова претпријатие, меѓутоа исто така и управител на фирма за физичко обезбедување, станува збор за фирмата 2CC од Кичево. Сите петмина се сомничат дека злоупотребиле јавен тендер, со што го оштетиле буџетот на ЈПДП за скоро 47 милиони денари. Како што напоменав, согласно информациите на обвинителството, вработените како и директорот на тогашен на ЈПДП ја злоупотребиле својата службена положба, меѓутоа исто така издавале и неисправни службени исправи. Сега, оно што е досега познато, тендерот за физичко обезбедување на патарините на ова претпријатие го добила фирмата 2CC Кичево, чиј што управител е Джемал Билбиловски. Тој се сомничи заедно со другите останати вработени во ова јавно претпријатие дека сите заедно го оштетиле буџетот за скоро 47 милиони денари. Станува збор за договор за јавна набавка склучен на 8.8.22 година, со кој осомничениот управител на Агенцијата за обезбедување се обврзал 2 години да врши континуирано физичко обезбедување 24/7 на сите 14 наплатни станици на јавното претпријатие за државни патишта. Иако согласно подпишаниот договор бил должен, не се придружувал кон обврската и за целиот период од договорот вршил само делумно физичко обезбедување, најчесто само во прва смена, а на договорниот орган фактурира услуги кога добило вршено 24/7 физичко обезбедување за целиот период на договорот, се до неговото раскинување, стои во соопштението на јавното обвинителство. Како што напоменав, обвинителството бара мерки на предпазливост за поранешниот директор на јавното претпријатие, како и за сите тројца вработени, а бара притвор само за управителот на оваа фирма за физичко обезбедување. Согласно последните информации кои што ги добив од кривичниот суд, судија на претходна постапка го прифатил предлогот на јавниот обвинител за да се одреди мерки на предпазливост за поранешниот директор на ЈПДП Ејуп Рустеми, меѓутоа се очекува во текот на денот да ги прифати исто така и останатите предлози на јавниот обвинител, односно дополнителни мерки на предпазливост за тројцата вработени во ЈПДП и притвор за управителот на оваа фирма за физичко обезбедување. Во продолжениот портпаролот на МВР Гоце Андреевски да дознаеме што точно требало да прават, а не правеле овие тројца вработени во ова претпријатие, меѓутоа и поранешниот директор на ова претпријатие. Тогашниот директор на јавното претпријатие бил должен да се грижи за законитоста во работата и примената на прописите, статутот и другите акти, како и да врши контрола дали извршувањето на договорот за јавна набавка е во согласност со условите, но не ја извршил таа должност и го пропуштил должниот надзор над носителот на јавната набавка, иако знаел дека физичкото обезбедување се врши само делумно. Двајца осомничени раководители на оделение за наплата на патарини и контрола исто така имале задолжение да го следат договорот и неговото исполнување, да вршат контрола во извршувањето, одобрување на работни налози за извршување на услугата, испратници, следење на квалитетот на извршените услуги и проверка на доспеаните фактури, како и да изготвуваат извештаи дали договорот е целосно реализиран. Таквите контроли не ги вршеле во целост и иако знаеле дека обезбедувањето се извршува само делумно, најчесто во прва смена, ги потпишувале барањата за одобрение за плаќање. Габриела, дали овој договор е се уште на сила?
Не, Славице, ние го отворивме овој договор. Актуелниот директор на ЈПДП Коце Трајановски стапува на функција на почетокот на јули 24-та година. Следниот месец, практично на 16.8.24-та година, договорот е раскинат. Инаку само да напоменам дека двајца од тројцата вработени на кои што им се очекува да им бидат определени мерки на предпазливост се уште вработени во ЈПДП. Тоа го добивме од списокот кој што можевме да го најдеме на оваа официјална страница. Станува збор за Дритон Зибери и Ејуп Лјатифи. Двајцата се уште се на списокот на вработени на ЈПДП. Како што напоменав, да сумираме, судија на претходна постапка го прифати предлогот на обвинителот за определување мерки на предпазливост. За него се очекува судијата да го прифати предлогот на обвинителството и да определи мерки на предпазливост и за тројцата вработени во ЈПДП и притвор за Билбиловски, кој што е управител на фирмата 2ЦЦ во Кичево. Габриела Лескова за новата истрага отворена од јавното обвинителство. Ти благодарам.